Господин Газепов, вие во работна група, секако сте вклучени во проектот Зелена агенда. Можете ли да ни кажете во која група работите и на кои приоритети? Вака сега, значи, јас сум представник од општина Радовиш и како општински координатор сум директно вклучен во изработката во работата во процесот на Зелена агенда. Јас сум одговорен конкретно за делот на културно наследство и одржлив туризам, каде што со членовите, граѓаните кои што се членуваат нашата група, ги дефинираме проблемите, значи почнувајќи од вредностите, тенденциите до проблемите, причинителите за проблемите, мерките и самите активности кои што би воделе во иднина за реализирање на проекти кои што би го подобриле конкретната ситуација на нашите вредности кои што ги имаме во општина Радовиш. Каква е соработката во групата? Соработката во групата е одлична, значи можам да се пофалам дека нашата група е најбројна, дека една од најбројните, дека имаме многу добра соработка, дека се слуша сечие мислење, дека се работи со консензус и дека секоја дефиниција која што ќе произлезе од нашето работење представува плод на сите и сите ја чувствуваат како своја. Иако е рано да се каже, бидејќи секој биде вклучено во Зелената агенда како документ, што сметате кои приоритети од вашата група би влегле нели во истата? Па вака, рано е да се каже се уште, но согледувајќи нели ситуацијата, работејќи во самата група, дојдовме до заклучок дека имаме многу проблеми, можеби и најмногу од сите групи. Еве сега конкретно утврдивме дека имаме 42 проблеми. Реално утврдени сега со овој процес. Би требало и по-приоритетни да излезат неколку. Да, па на крај преку филтерот, бидејќи има помалку битни, повеќе битни проблеми, преку филтерот се очекува некаде 5 до 10 релевантни проблеми кои што би биле предмет на решавање во наредните 5 години. Јута, верувам дека има и врв на сите овие проблеми. Да. Морате да ни откриете. Па, веројатно најголем врв во делот на културата, најголем проблем представува немањето на градски музеј. Значи, ние поседуваме градска етнолошка збирка, поседуваме музеј, што е позитивен пример, што е позитивен исклучок, но сепак мислам дека ни е потребен градски музеј кај што може да ги собериме покрај етнолошката збирка и историските вредности, и археолошките вредности, и уметничките вредности на радовишани кои што низ историјата твореле и создавале различни работи. Благодарам. Благодарам.